Централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Од денес до 30 октомври студентите кои сакаат бесплатно да подучуваат основци и средношколци може да се пријават за студенти-тутори за подучување ученици. За разлика од лани годинава навреме започна да се испорачува огревното дрво за предстојната сезона. Штипските пензионери задоволни и од цената и од навремената испорака. Во Штипот денес почнува театарскиот детски фестивал Малиот принц, повеќе реномирани македонски театарски куќи со представи во текот на целата идна недела. Почнуваме со образование. Студентите кои сакаат бесплатно да подучуваат основци од 6 до 9 одделение и средношколци од денес до 30 октомври можат да се пријавуваат на интерактивниот портал за тутори. Целта на овој проект е да им се помогне на учениците на кои им е тешко со владувањето одредени предмети, без тоа да биде на трошок на нивните родители. Бенефит ќе има и студентот тутор доколку има резултати од подучувањето кај најмалку 2 ученика, односно ако по соодветниот предмет тие добијат повисока оценка споредено со претходната година. Во тој случај студентот тутор ќе добие дополнителни 10 поени, кога ќе аплицира за студентска стипендија во следната година. Меѓу условите кои треба да ги исполни студентот за да биде тутор е да биде редовен студент, да достави препорака од најмалку 1 професор од соодветниот предмет и да има најмалку 8 просечен успех. За избор на кандидатите ќе одлучува комисија која ќе прави интервјуа со заинтересираните студенти и ќе одлучува дали се соодветни за да бидат дел од централната база на тутори. Општина Пехчево денес беше домакин на 57-миот државен надпревар на најдобрите трактористи во Македонија. Манифестација чиј покровител е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а е во организација на Сојузот за техничка култура и народна техника на Република Македонија. Општина Пехчево денес беше домакин на 57-миот државен надпревар на најдобрите трактористи во Македонија. Манифестација која се одржува во организација на Сојузот за техничка култура во стопанството и народна техника на Република Македонија. После толку години сакаме да го посетиме и овој источен крај од нашата република. Сакаме да направиме една добра традиција за сите градови да бидат посетени со вакви надпревари и затоа се одлучиме денес да бидеме во Пехчево. На 57-миот државен надпревар за земјоделци трактористи се надпреваруваа вкупно 53 трактористи од разни краеви на Македонија, кои ги покажаа своите знаења и вештини од областа на земјоделската механизација и обработката на почвата. Најважно да се знае чистота на бразда, заорување на плевели, рамномерно распоредување на парцелата, да дое од едно до друг, од кај што влезеш треба да излезеш на истата страна. Иначе 40 години идам по надпревар. Имам освоено прво место на Македонија, второ место во Југославија, на европско првенство имам учествувано. Ова надпреварување прв пат се дешава во Пехчево. Трактор возам од трето одделение. Доаѓам од земјоделското училиште Климен Шипкарев од Битола. Повеќе пати имам дојдено овдека. Трактори се занимавам скоро од 10 години. На овој надпревар имам учествувано, немам награда добиена. Денес се некаде околу 53 надпреварувачи кои ќе си ја покажат нивната способност и ние во секој случај сакаме да ги бодриме најдобрите. Земјоделците трактористи своите вештини ги покажаа на парцела во близина на археолошкиот локалитет Света Петка. За Пехчево тоа е еден добар момент за нашите земјоделци пред се да се запознаат со нови техники, со нова механизација. Секако тука имаме презентација и на земјоделски машини, нови трактори. Ќе се сретнат земјоделци од различни региони во државата и ќе споделат и ќе разменат секако искуства и видувања од нивната област. Мислам дека најдобрите ќе бидат двајца одбрани, не на денешниот ден, него ќе имаме од неколку 5-6 први места, ќе бидат најдобрите двајца одбрани за на надпревар на светско во Кенија.
Инаку денешниот 57-ми државен натпревар на најдобрите трактористи се одржа под покровителство на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Околу 60% од вкупната земјоделска површина во Македонија е под пасишта. Меѓутоа, и покрај ова, бројот на добитокот од година во година е во опаѓање. Дали студијата за состојбата со пасиштата во Источна Македонија ќе помогне да се промени состојбата, останува да се види. Студијата за состојбата со пасиштата во Источна Македонија, која ја изготвува тим од стручни лица од Факултетот за ветерина и храна и од Земјоделскиот и Шумарскиот факултет, треба да им помогне на општините во проекциите за развој на сточарството. Во Македонија околу 60% од вкупните површини спаѓаат во групата на пасишта. Инаку во Република Македонија во моментов располага од вкупните земјоделски површини со околу 60% од земјоделската површина со тревници во кои што спаѓаат ливадите и пасиштата, и тоа е еден висок процент на присутност на овие површини, и тоа е во моментов предност дека ние можеме на нив да развиваме сточарство. Општините во овој регион податоците од оваа студија може да ги користат за да ги споредат можностите со потребите во делот на своите локални економски политики за подинамичен развој, бидејќи факт е дека поодделни сточарски гранки од година во година бележат осипување. Во прилог на тоа и податокот дека кај нас се уште на единица површина се напасува само едно грло наместо две или повеќе. Бројноста или обемот на добиточниот фонд ни укажуваат на тоа дека имаме едно условно грло на 2 до 3 хектари пасишта. Во развиено сточарство, при интензивно сточарство, оваа бројка треба да биде на условни грла поголема, односно да биде околу 2 на 1 хектар површина. Во моментот во Македонија се евидентирани над 253.000 грла крупен добиток, 733.000 овци, 195.000 свињи и над 88.000 кози. Споредбено со 1998 година, опаѓање се бележи кај говедата и овците, додека кај свињите бројот останува на истото ниво. Нов оглас за продажба на 26 парцели за викенд куќи во туристичката населба Равна река, со почетна цена од 148 денари за метар квадратен. Ова е втора јавна лицитација на општина Пехчево откако располага со државното земјиште. Туристичката населба е сместена во најживописната малешевска природа, каде се наоѓаат водопадите на изворите на Брегалница. Ова е едно од местата во Пехчево кое треба да донесе економски развој во оваа општина. По трет пат општина Пехчево објавува оглас за продажба на 26 парцели за викенд куќи и еден хотел во туристичката населба Равна река. Сите заинтересирани физички и правни лица ќе може да учествуваат на јавната лицитација, која ќе се одржи на 7 ноември. Почетната цена за продажба на градежните парцели е 148 денари за метар квадратен. Јавното наддавање е најавено за 7 ноември во 9 часот во времетраење од 15 минути, посебно за секоја парцела, а право на учество имаат сите физички и правни лица. Почетната цена на електронското јавно наддавање за градежните парцели изнесува 148 денара од метар квадратен. До сега на овој туристички локалитет општина Пехчево има продадено на 20 плаца, на кои веќе се изградени индивидуални викенд куќи. Од општината велат дека по електрифицирањето на населбата зголемен е интересот за продажба на плацеви. Според деталниот урбанистички план на туристичката населба Равна река се предвидени 350 плацеви за викенд куќи и 4 хотели. Од нив 150 плаца се во државна сопственост. Финишира испораката на огревно дрво за штипските пензионери. За разлика од лани, годинава навреме започна да се испорачува огревното дрво. Вкупно 3500 метри кубни огревни дрва ќе бидат испорачани за престојната грејна сезона. Пензионерите задоволни и од цената и од навремената испорака. Со падот на температурата се ближи стартот на грејната сезона. Годинава домаќинствата нема да бидат во паника, дека зимава ќе останат без огревно дрво, како што беше случај минатата година. Пензионерите задоволни и од цената и од навремената испорака. Оваа година и убави дрва, и на време, и на секога. Ја не знам дали има некој тука да остана без дрва. 2900 бука, 3000 шума. Скапи ли? Не се скапи. Јас живеам по 10 кубик.
за две фамилии. Значи по 5. Сакаш и убави дрва, и на време, и се убаво. Дрвата ми ги донесе, нема проблем. Варете работа. Друго што треба. Оваа година преку Штипското здружение ќе бидат испорачани околу 3500 метри кубни огребни дрва. Општина Зрновци започна со уредување и на платановите стебла во село Мородвис. Ќе се прави реставрација на сувите стебла и истите ќе бидат заштитени со ограда. Со ваквото уредување значително ќе се подобри туризмот во општината. Општина Зрновци работи на партерно уредување на платановите стебла во село Мородвис, познати како чинарите, кои се стари над 5 века и представуваат вистинска реткост на природата во овој дел. Овде ќе се направи комплетна реставрација на сувите стебла на овие платанови стебла, меѓутоа исто така, значи, и самите тие ќе бидат оградени за да не може да дојде до физичко оштетување. А истовремено, значи, целата ово градување ќе служи за да може, значи, и локалното население, меѓутоа исто така и посетителите да можат да одморат, бидејќи сета ова ограда ќе биде поставена во вид на клупи за седење. Сите овие туристички содржини, вклучувајќи ја и етно куќата во село Мородвис, ќе придонесат за развој на туризмот во општината. Тука како природна реткост е и кањонот на реката Зрновка, кој што е интересен и специфичен, изобилува со голем број на природни базени и патеки погодни за прошетки, како и места погодни за викенд, пикник и слично. Во Виничко Драгобраште вчера беа одбележани 114 години од загинувањето на револуционерот Ангел Винички. Достојно на големината на револуционерот со пригодна свеченост, борци, пензионери, ученици и првите луѓе од локалната власт, како и жители на ова село ја одбележаа 114 годишнината од смртта на овој великан. Достојно на големината на револуционерот Ангел Винички со пригодна свеченост, борци, пензионери, ученици, првите луѓе од локалната власт, жители на село Драгобраште, вчера ја одбележаа 114 годишнината од смртта на овој наш великан. Со читање на Крушевскиот манифест, присутните имаа ретка можност да се соживеат со тешките моменти од македонската историја и комплетно да бидат информирани за животот и делото на Ангел Винички од страна на Тодор Димитров. Ангел Винички ја прифаќа идејата за вооружено востание и меѓу првите се вклучува во организацијата. Учествува во подготовките на вооруженото, односно или денското востание, кое за жал тој не го дочекал. Тој во Виница учествува во формирањето на местниот револуционерен комитет на Виница и е негов член. Најдоверлив курир е на Гоце Делчев и работел во бомболеарницата на Гоце Делчев, која била тајно организирана и лоцирана во селото Саблер на планината Осогово, каде се излеани над 1500 бомби. Ангел Винички е организатор на тајниот канал од Виница до Кјустендел кој поминувал преку селата Драгобраште, Грляни, Илиево, Драмче и Ветрен, по кој канал се преведувани луѓе, пренесувано оружје, пошта и други материјали. Извршувајќи ги револуционерните активности, наоружан, патувајќи по тајниот канал преку село Драгобраште, во малото Терзисци, на 30 септември 1902 година, бил опколен од турски аскер и во повеќечасовна борба успел да ликвидира 30 на аскери. На крајот, кога го испукал и последниот куршум, за да не падне жив во османлиските раце, ја активирал и последната бомба со што си го одзел животот. Одбележувањето на денешниот настан беше во организација на Општинскиот сојуз на борците на Виница и помогнат од Сдруженијето на пензионери од Виница. Во Штип почнува театарскиот детски фестивал Малиот принц. Фестивалот почнува со Снежана и 7 џуџиња во изведба на Драмскиот театар од Скопје. На 4 октомври театарот за деца и младенци ќе ја игра Пепелашка. На 5 октомври е Волшебникот од Оз од Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп, а на 6 октомври Драмското студио Снежка од Скопје ќе се представи со Распијана Турлитава. Ако прилепчани се горди на фестивалот Војдан Чернодрински, ако велешани го имаат фестивалот на античката драма Стоби, ако кумановчани го имаат фестивалот на комедијата, ние штипјани може да се пофалиме со она што е најиманентно во театарскиот свет, а тоа е фестивал
кој бара најголема одговорност – фестивал на театарски представи за деца. Ова е основната замисла која пред 5 години резултираше со детски фестивал во организација на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип. Малиот принц почнува со Снежана и 7 џуџиња, а ќе трае во текот на целата недела. Отворањето на овој фестивал му припадна на Драмскиот театар, еден од нашите столбови на театарскиот живот во Македонија, со представата Снежана и 7 џуџиња, етаблирана приказна, нешто на кое што се со години воспитувале генерации и сама по себе зборува дека просветителната дејност од театарот се уште не е излезена, како што е она образовна, културолошка и така натаму. Другиот еден од големите театарски куки, кој што исто така ќе биде елемент од програмската содржина на фестивалот, е театарот за деца и млади, со представата Пепелашка. Уште една етаблирана, уште еден класик во како се вика, во литературата за деца. Потоа доаѓа театарот од Прилеп, професионалниот театар од Прилеп, Војдан Чернодрински со представата Волшебникот од Оз. Идната недела е посветена на децата. Во таа насока се и детските театарски представи во Штип, но и пропратните фестивалски активности. Во библиотеката на 6 во 10 часот отворање на еднодневен саем на книгата на издавачката куќа Едука Мак и на 7 во 12 часот издавачката куќа Матица ќе донира книги од наши македонски автори на библиотеката, воедно ќе промовира антологијата на поезија за деца и антологијата на проза за деца, македонската антологија се разбира. Што значи дека ние во права смисла на зборот се вклучуваме во неделата на детето. Театарскиот фестивал Малиот принц е предизвик кој го оправдува 90 годишното искуство на Штипскиот театар. Од Центарот за култура најавуваат од идната година овој фестивал да стане меѓународен и со надпреварувачки карактер. Индиското Министерство за внатрешни работи денес прогласи висок степен на опасност од можни терористички напади во повеќе делови на Индија. Како што објави електронското издание на весникот Times од Индија, властите стравуваат дека екстремистички организации би можеле да извршат терористички напади како одговор на неодамнешната операција на индиската армија против исламистите во Кашмир. Препораките за можни терористички напади се однесуваат на сојузните држави кои граничат со Пакистан, Џаму и Кашмир, Пенџаб, Раџастан и Гуџарат, како и во Махараштра, како и на територијата на главниот град Нју Делхи. Во овие делови од земјата е зајакнато присуството на безбедносните сили, особено на места каде има зголемена фреквенција на луѓе. Во Босна и Херцеговина утре ќе се одржат локални избори на кои жителите на оваа поранешна Југословенска република во периодот од 7 до 19 часот треба да ги изберат градските и општинските власти за следните 4 години. На утрешното гласање треба да бидат избрани 74 општински совети, 4 градски совети, 131 општински началници и 10 градоначалници во Федерацијата Босна и Херцеговина, 57 општински собранија и 6 градски собранија во Република Српска. На утрешните избори учествуваат 102 политички партии, 103 коалиции, 171 независен кандидат и 69 независни кандидатски листи. Првите резултати од изборите се очекуваат утре вечер. Во Албанија беше поставен камен темелник за изградба на дел од трасата на трансјадранскиот гасовод што ќе минува низ албанска територија. Како што јави албанските медиуми, трасата ќе биде во должина од 215 километри. Трансјадранскиот гасовод, чија вкупна должина ќе биде 878 километри, ќе започнува од наоѓалиштето на газ Шахдиниз во Азербејџан, ќе минува преку Турција, Грција и Албанија и потоа по дното на Јадранското море ќе завршува во Јужна Италија. Првите дистрибуции на газ преку трасата на трансјадранскиот гасовод се предвидени за 2020 година.
Селекторот на младинската фудбалска репрезентација Боби Милевски на пресконференција го објави списокот на фудбалери за предстојниот квалификацијски надпревар со Шкотска. Станува збор за историски дуел на црвено-жолтите, кој со триумф на оваа средба, што ќе се игра на националниот празник 11 октомври, би можеле да обезбедат место во баражот за пласман на Европското првенство 2017 во Полска. Надпреварот против Шкотска за нас е последен во третата квалификацијска група, а за сега сме првопласирани со 18 бода пред Франција со 1 бод помалку. Сепак најмногу шанси директно да патува за Полска има Исланд со 15 бода, но и 2 меча до крај и подобар меѓусебен скор со нас. Првопласираните репрезентации од 9 групи се сигурни учесници на Европското првенство во Полска, а 4 најдобри второпласирани селекции ќе играат дополнителен бараж за 2 места. Легендарниот центар кој има најмногу настапи во репрезентацијата синоќа на дуелот помеѓу Работнички и Фенербахче и официјално стави крај на својата играчка кариера. Популарниот Тоше беше поздравен со овации од публиката од арената Борис Трајковски, а по завршување на мечот на неговата адреса не стивнуваат честитките. Тодор Гечевски е вистински пример за помладите генерации. На својата официјална интернет страница се огласи и Задар, тимот за кого Гечевски настапуваше 5 сезони, со кого освои 2 титули и беше првиот странски играч кој ја носеше капитенската лента. Од таборот на хрватскиот тим му се заблагодарија на својот некогашен лидер, а фановите на овој клуб побараа Тоше да дојде во Вишник, за да му приредат вистински спектакл. Ово беше се во централното издание на Дневникот. Се гледаме повторно во 23 часот. До тогаш имајте пријатна вечер.